Тоа е човекот кој што беше спречен од некој си таму небитен да влезе во Советот. Ало. Ајде, добро вечер, господине Костадин. Милош на телефонот Инфомакс во живо сте во програма. Добро. Да ве прашам, прво, што се случуваше денеска во Советот во Ново село? Гледачите во моментов оди видеото, се гледа дека има некое лице кое што пробува да ве легитимира вас советниците. Може да ни кажете кој е ова лице, која е причината, што се случуваше? Ова лице е непознато за нас, но имаме некои информации, знаеме на која група припаѓа на да не кажам, една нелегитимна групација која се занимава со се и се што. И ова денеска е само, што викаме ние површински, тоа е сантата лед кој се крие од површината на морето. Денеска беше дојдено до ситуација да во очај градоначалникот и неговиот татко преземат такви мерки со кои што всушност се закопаа самите себе. Значи, спротивно на законот, најпрвен во 10 сатот се обидува тројцата граѓани кои сака да присуствуваат на седницата да ги избркаат, затоа што на претходната седница на Советот донесува и СДС и ВМРО заедничка одлука да го ограничат присуството на граѓаните и да треба да се пријават најмалку 5 дена претходно за присуство на седницата. Тоа е спротивно на член 42 од Законот за локална самоуправа, што пишува дека линеја 2 пишува дека седниците на Советот се јавни. Они донесува заедничка одлука, плашејќи се од нас тие слободните активисти, како да кажеме, независните активисти кои што веќе 8 година се бориме ние против секаквото загадување во нашата општина, пред се бориме за спречување на таа идиотска идеја за рудник за злато во Иловица и Штука. И моравме како активисти да го спречиме тоа зло, да влеземе во самите совети и ние имаме по еден советник во општина Ново село, Босилово и во Струмица. Баш токму заради овие дилови, заради овие матни сделки што ги имало и порано, без разлика од која партија е, криминалци се обединети денес и они дури ние не сакаме да исполнуваме како партиски членови, туку како едноставно бандити. Нема друг начин како да им кажеме, затоа што има и поштени и чести членови кои што не заслужуваат таков епитет. Денеска беше во 10 сатот прекината седницата заради тоа што имало тројца членови. Не беше кажано кој се продолжи седницата. Како мислите тројца членови? Тројца членови на Совет? Не, се извинам. Тројца наши членови од еколошкото здружение. Аха, од здруженијето ваше? Да. Како се вика само здруженијето? Стига е? Тоа е политичкото крило на Здрава Котлина и Екодолина. Добро. Две еколошки здруженија. Тоа е на нашата, ние бевме приморени да се пријаме како советници. Добро. Иначе мотивот за присуство е од една налудничева воредна седница пред неколку месеци, кога намерно беа исклучени камерите да не видат јавноста што ќе се случува на воредната седница и сака да истуркаат една донација од Евромакс, тие концесионерите без концесија или тие што се уште се надеваат дека ќе роват, ќе копат во Иловица. Добро. Што беше таа донација? Што се изгласа на таа седница? Па на многу сомнителен начин беше открадната трафостаница под напон, што е невозможна мисија, во некаде март месец, за да се објави кражбата дури во јуни месец. Добро. И да не стават пред свршен чин, наводно немало општината пари, мора и да се решава проблемот со трафостаницата која што обезбедува струја за
потопната пумпа од која што се снабдува Ново село со вода, Мгм. и она сака на воредна седница, кога ја ги има земјотрес или поплава, на воредна седница, без присуство на камери, без присуство на јавноста, сака да истурка такво, да кажеме, незаконско дело, да демек прифатат Донација. донацијата на Евромакс. Добро, а што се случуваше денеска? Кои се тие три лица кои што ја прекинаа? Значи тие се ваши активисти од невладината. Па тие се, да ви кажам искрено, двајцата беа повратни се всушност во странство, Мгм. двајцата. Едниот беше наш член, а другите се нас само симпатизери. Не се членови, тие Добро. од радознало сакаат да дојдат да видат што се случува во Советот. Добро? И но овој што си ја има мувата на капата, градоначалникот, плашејки се токму баш од таа јавноста дека може да, нели, тоа што сака да го направат, сакат да не го знае јавноста, он по никоја цена не сакаше да дозволи присуство на... Што не сака да се... јавност. А што не сака да се знае? Сега тоа е најважно за гледачите. Што сакаат да скријат од јавност? Што- Па, тоа сака да еве сега ќе ви кажам. Прво, вие го спомнавте тој фамозниот непознат мистериозен објект што се гради под име, иако има име хала за производство на алуминиумски одливци цртичка Лигури. Добро? Значи, криминалот е направен уште од 2023 година, кога тогашната министерка за животна средина Каја Шукова го одобрува елаборатот на посочената фирма кој што е инвеститор, Добро? го одобрува и го оценува како во Г2 лесно незагадувачка индустрија. Добро. Иако самото име, значи Алуминиумска легура. Легури. Да, ако за да направиш легура, за да објасниме на гледачите, треба да топиш. Топење на Да. метал, тоа подразбира И спојување на различни И метали. тоа и секој некој што воопште не се занимава со таквата работа, му е јасно дека е во Г1 тешка загадувачка индустрија кај што треба сосема друга постапка. Добро? Така да И они тогаш кога 2023 Министерство за екологија дава дозволата. Што се случува денес? Да. Не, они го одобруваат елаборатот. Добро. Но демек за министерката да била сигурна 100%, го прашал уште еднаш градоначалникот дали он сигурен дека не е Г1, туку е Г2. И градоначалникот и дал гаранција дека сигурно е Г2. Мислам, тоа е као за мали деца приказна, нели? Министерката со 25 години искуство во Министерството за животна средина и металуршки факултет, она не знае да процени дали тоа е Г1 и Г2, го прашува градоначалникот кој па уште помалку има појма, но замислете, за 3 дена проектот добива правосилност. Значи 3 дена вие не може да го разгледате проектот, нели? А он дава дозвола му дава и правосилност за 3 дена. Но и ден денеска објектот се гради без градежна табла, кај што никој не може да знае за каков објект се станува збор. А кој го гради овој објект? Да биде уште по-замрсена ситуацијата, градител е Джови Компани или не знам, една од фирмите на таткото на градоначалникот, и за тоа градоначалникот не одговара на моите 4 писмени барања доставени преку архива да ги покаже документите од јавен интерес, тоа е обична градежна дозвола, да видиме за што станува збор. 9 месеци заради тоа градоначалникот не дозволува да има советнички прашања, 4 мои писмени барања преку архива не ги удостојува, не одговара, не дава одговор, и за тоа граѓаните се револтирани. Ние имавме дури протест летото. Добро? Протест пред општинската зграда имавме за тоа да добиеме одговор, но градоначалникот и понатаму молчи ги крие документите. Народот веќе нема доверба, се знае за што станува збор. Знае власта знае, дури и премиерот знаат сите, и министерот за транспорт и врски, и новиот министер за животна средина знаат за ситуацијата,
дури ветија предизборно дека кога ќе дојдат на власт, они ќе го решат проблемот, но еве изгледа заборавија на ветувањата и затоа сме ние огорчени, а градоначалникот е многу нервозен затоа што му дишиме буквално у врат што се вели, и не му даваме да и понатаму се поигрува со нас. Всушност, таа фамозна градба Леарница, што ја ние нарековме, се наоѓа на 80 метра од единствената бушотина од која што се снабдуваме со вода како Ново село, на 50 метра од речното корито и таквата, ако се дозволи да се пушти во оптица да работи, ние ќе имаме и меѓународен инцидент за тоа што се наоѓа на 4 километра од граничниот премин према Бугарија, а во Бугарија, во Петрич, ние го известивме и тамошниот градоначалник, нивните бушотини се сите покрај теченијата на истата таа река која што сите отрови би однесел и во Бугарија. Така да, овде се работи за едно криминално здружување во кој што инвеститорот е премногу моćна фирма и која што премногу добро заработува од справувањето со отпад. Како се справува, тој сам си знае, работи во ноќните сати, неговите дејности се мистерија, се слушат страшни звуци и страшна смрдеја во објекти кои што едниот е нелегален, другиот е легализиран, но внатре се случуваат нелегални дејности. Ние сме всушност нападнати, а они се здружени, бидејќи и тој концесионерот кој што му е одземена концесијата сега лебди во воздух, Евромакс, на некој начин се поврзани со фирмите на градоначалникот на татко му, со инвеститорот на Лиарницата, бидејќи не е случајно да токму Евромакс сакаше да донира за украдената трфостаница која е добро, затоа што местото се вика Смоларе, тамо во близина се и смоларските водопади. Поминуваш покрај патот, асфалтниот пат, тоа е до мостот, само што треба да го пред да го минеш мостот од десната страна. Веднаш до мостот. Значи на влезот на планината која што сакаме, ние се бориме да прогласиме за некој си заштитно подрачје, бидејќи во Грција е национален парк, во Бугарија заштитена зона, не знам некој начин. Само нашиот дел не е заштитена, ние се бориме да ја заштитиме, а они сега на најчистиот крај тамо ќе ни донесат објекти топилници. Ќе загадуваат и тоа катастрофално неповратно. Добро, ви благодарам што се јавивте. Ние ќе останеме во контакт. Ќе добиваме постојано информации, верувам, од вас од терен што се случува таму и ќе информираме македонската јавност. Ви посакувам многу среќа и успех во вашата борба. Мислам дека најголемата доверба и поддршка добивате сепак од граѓаните. Гледам дека голем дел од граѓаните во Ново село, Струмица и тој регион се заинтересирани за вашите активности и ве поддржуваат. Така да ви посакувам уште еднашка среќа и убава вечер. Ние се слушаме во друга прилика. Фала и на вас. Поздрав. Пријатно. Па, слушнавте практично потврда за сето она што го разговаравме јас и Александар. Сите се заедно во играта, се вртат големи пари се во прашање, не се почитува волјата на граѓаните. Ова што го кажа околу тоа дека ќе биде загадена водата и во соседна Бугарија, верувам дека ќе создаде проблем на државата, но она што е најинтересно кажа дека ги информирал сите, меѓу кои премиерот, им било ветено дека нема да се случува, поминали изборите. Премиерот вети дека ќе го врати името. Па вчера кажа дека го попечело и го болело и нема да го врати. Шо? Иначе таа фирма на таткото на градоначалникот сега ги гледав тендерите, 243 милиони има денари земја од општина Струмица за да го гради пазарот. И има 5-6-7 тендера за правење улици низ општина Струмица и Босилово. Ситно. Братство единство. Мечка, го гледаш овој министерот што не знаеше колку е просечна плата у државата?
Односно минимално. Брат, пушти го ти министерот, Ајде. пушти го да го видиме. Ајде да го видиме. Спремен е? Ајде да го видиме уште еден талент, ова е рубрика Влен ни е, редовна. Е уште еден талент од Влен. Не знае колку е минималната плата. Ги измешам Пушти, министерките брат. Божиновска и Лукаревска. Ај, Пушти. Atëherë kështu, do të thënë në bazë të analizave apo përllëvëritjeve që ka bërë sindikatat e punëtorëve, del që rroga minimale në muajin korrik ka qenë 60.570 denar, ku dallimi nga muaji qershor ka qenë rritja predvishme në 45 denar dhe kur bëjnë atëherë kështu, do të thënë në bazë të analizave apo përllëvëritjeve që ka bërë sindikatat e punëtorëve, del që rroga minimale në muajin korrik ka qenë 60.570 denar, ku dallimi nga muaji qershor ka qenë rritja predvishme në 45 denar dhe kur bëjnë Гледате сите какви таленти ја водат оваа држава. Министер за економија, кој што опис и попис на работно место му е во секој момент да знае основни податоци за тоа состојбата во која што е проче македонската економија, односно да знае дека минималната плата е 22.500 денари, а не 60.000 денари, прави ваква. Ова не е лапсус. Он не знае колку е. Овој човек не знае колку е. Овој човек е ставен министер не пошто е експерт, не пошто е ниту албанец, дека од Влен. Дека тоа министерство требало по коалицијски договор помеѓу Мечковски и Влен да припадне на Влен. И ова е сега падобранец. Го спуштите. Ајде министер да бидеш, повели. Што ќе направи министер за економија? Меѓу другото, тоа не му беше единствениот гаф во изјавата, што не знае колку е минимална плата во држава. Ги спомеша Сања Лукаревска, претходната директорка на УЈП, и Сања Божиновска. Овој човек не знае кај е. Овој човек треба да ја оправа, да ја планира македонската економија, да не знам, да ја зголеми платата за работниците, да донесе странски капитал, странски инвестиции. Што ќе направи овој? Што ќе направи овој? Министеров за економија го гледаме денеска прв пат у јавност, прва посета, замисли министерот за економија во посета на општина Тетово. Зашто? Што бара министерот за економија у посета на општина Тетово? Која е поентата на посетата? Договориле некоја стратешка инвестиција, нешто донел, нешто што направил? Зашто оди министерот за економија Тетово? Ова е како беше председателката се сретнала со министерот за внатрешни работи и остварија средба. Мечка треба да почнеме да се сликаме ја и ти кој ќе пиеме кафе, брат. Абе. И ќе ручаваме. Се остваривме средба, Александар Митовски и Милош Милосевски остварија средба на која што договорија понатамошна соработка од областа на не знам си што. Секој ден нова глупост од Влен. Честито, дуи не чинеа. Еве ги, Влен се покажа како полн погодок. Овој не знае кај е. Честитки. Имаше добри видеа денеска мечка. Горан Тренчовски вика, а колку советници има на платен список? Кој е овој министерот за економија? Не, премиерот. Го кријат списокот на советници, да. Инаку интересно е тоа што има советници кои што се именувани да бидат советници у влада, а се советници во град Скопје, избрани советници на избори во град Скопје. И тоа е незаконски. Некои го имаат голема глава и голем капацитет Тоа е да советуваат. Тоа е незаконски. И еве ДКСК срка. ДКСК